Добар ден, драги пријатели, и добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на едно прашање од мој редовен следач и фан и наш пријател драг. Така да ќе го погледнеме прашањето, верувам дека многу од вас кои што сте љубители на кафани, софри и така натаму ќе ви интересира, но прво ќе го погледнеме па ќе се вратам да дадам одговор. Јанко, фала ти за прашањето и супер прашање, затоа што искрено не е прв пат некој да ме прашал за ова прашање, затоа што барем на македонското тло повеќето од луѓето сме боемџи, сакаме седенки, кафани, софри и слично. И одма ќе ти дадам мислење за кебапите и дали всушност меленото месо е во ред да се јаде можеби во споредба со чисти меса. Прва работа, меленото месо не е ништо страшно, затоа што и меленото месо е практично месо само со мелено. Дилемата е во меленото месо и конкретно во кебапите е дали можеби местото на кое што ги јадам кебапите, плескавиците и така натаму е место во кое што сум јас сигурен дека добивам квалитетно месо. Односно, што значи тоа? Понекогаш и ние кога одиме во месари, кога можеби самите сакаме да си припремаме мелено месо и кебапи, можеби некакви готвени јадења со мелено месо, најдобриот начин за да сме сигурни дека тоа е добро и квалитетно е да ние си одбереме кои парчиња да ни ги стави месарот. Истото и во кафаните, но понекогаш сепак не знаеме дали кафанџиите бираат чисти меса, затоа што меленото месо е одлична можност да понекогаш влезат и делови од животното кои што не се баш чисти и ако зборуваме за здравје, холестероли, не внесување на огромна количина на заситени масти, во тој случај симптоматично е дали меленото месо кое што го јадеме во кафаните е чисто, но сепак горе-доле, барем во помаливе градови, еве конкретно кој што се работи за Велес, повеќето знаеме можеби каде можеме да јадеме добро мелено месо. А додека ако се работи за можеби домашна подготовка, тогаш не е никаков проблем да си купиме квалитетни парчиња на месо и да не ги сомелат од било која месара. Така да, Јанко, слободно можеш да јадеш кебапи и плескавици и не се секирај, без разлика што можеби некој од вас, ако е можеби љубител на чистите меса, уште подобро, но во секој случај таа е дилемата со мелените меса и со чистите меса. Изворот на кебапите и плескавиците од каде доаѓа. Така да, Јанко, фала ти уште еднаш за тоа што си редовен наш следач. Фала ти за прашањето и секој од вас кој што има храброст и сака нешто да дознае, или во коментари, или Ask Јосиф, или во приватна порака, слободно прашате ме и ќе ви дадам одговор на се што јас знам и што ми прави мене логика и што го применувам. До следната епизода ве оставам во здрави животни навики. Ви посакувам убав ден и благодарност уште еднаш за вашето време и внимание. Се гледаме во следна епизода. Чао, чао!